Почитувани, пред само 6 месеци, во март годинава, Христијан Мицкоски рече дека преговарал за набавка на 100 нови електрични автобуси за потребите на ЈСП. Од партиски настан, од партиска говорница, Мицкоски се стави во улога на градоначалник на Скопје и говореше во името на неговата кандидатка, а потоа и градоначалничка на град Скопје Даниела Арсовска. Да го слушнеме Мицкоски. Втората работа за која што сакам денеска да разборувам е практично еден голем проект, позитивен, инвестиција за Скопје и скопјани во делот на организираниот превоз. Изминатиот период сериозно работевме на контакти, разговори и преговори со неколку светски компании кои што произведуваат електрични автобуси. Нови минимум 100 парчиња електрични автобуси кои што прилика годишно го намалуваат загадувањето за 80.000 тони по парче. Почитувани, како што го слушнавте и видовте, Мицкоски самиот се промовираше како шпицен градоначалник, мешајки се во нешто што не е негова надлежност. Мицкоски говореше во името на Арсовска, партизирајќи ги институциите и ставајќи го градот целосно под негова капа. Скопје стагнира цела година. Поминаа месеци, изби корупцијски скандал тежок 136 милиони евра, кавги и превирања внатре во ВМРО-ДПМН. Заеднички именител на сите овие скандали се парите и бизнис интересите на ВМРО-ДПМН и Мицкоски и ништо друго. Откако се скараа со Арсовска, на виделина излезе дека шпицниот градоначалник Мицкоски и неговите кадри, како Перински, се фатени со рацете во медот. После 6 месеци подоцна, ништо спектакуларно од најавуваните 100 електрични автобуси на Мицкоски. Дали парите и бизнис интересите на Мицкоски и неколкумина околу него во ВМРО-ДПМН е причината за тоа? Шпицниот градоначалник Мицкоски треба да излезе пред граѓаните и да одговори колку тегли мед се причината што пропадна најавата за 100 електрични автобуси во Скопје. Ви благодарам.